Почитувани гледачи, продолжуваме со нов наслов, со нова тема. Непокаяни, грешници и пеколот. Една млада мајка приметила дека низиното момче, односно низиниот син, ја лаже. Изненадена и изнервирана сакала по секоја цена да го поправи неговото самоволно однесување. И така, еден ден таа го зела, го поставила пред себе и му рекла: "Сине, слушај, не можеш постојано да ме лажеш. Не можеш мајка ти да ја лажеш. Ако тоа го направиш повторно, ќе дојде еден висок човек со црвени очи и со рогови и ќе те однесе со него. Ќе те натера да работиш во еден рудник 1000 години, ако само уште еднаш изговориш само уште една лага." На лицето на детето се гледало дека внимателно слуша, ја слуша неговата мајка. Охрабрена дека успела да допре до неговата совест, мајката рекла: "Значи, никогаш повеќе нема да ја лажеш својата мајка." Детето размислувало малко потоа, еве што рекло: "Не, драга Господјо, повеќе не би се осмелил, бидејќи ти тоа го правиш подобро од мене." Почитувани гледачи, Библијата кристално и јасно зборува што ќе се случи на оние кои бараат прошка и ја бараат верат, односно ја бираат верата во Христа. Ним ќе им се даде вечен живот во Божјето царство, кој ќе го поминат со Бога во вечноста. Бидејќи сам Господ со заповед при глас на архангел и при труба Божја ќе слегне од небото и најнапред, вели Библијата, ќе воскреснат покојните мртвите, а потоа ние што сме останале живи, заедно со нив, ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме, да се соединеме со Господа во воздухот и така секогаш ќе бидеме со Господа. Прво послание до Солуњаните, 4 глава, 16 стих. Што ќе се случи, почитувани, со сите останати луѓе кои ќе останат на оваа земја? Популарната христијанска литература вели дека ќе трпаат вечни маки во пеколот, во пеколниот оган. Пишувањето на Библијата е завршено скоро пред 2000 години, а од тогаш се насобрале многу преданија, многу предпоставки, многу работи кои не се во склоп со Библијата. Поради тоа треба да се запрашаме денеска дали Библијата навистина зборува и учи за вечните маки во пеколот, како мајката што го плашела синот. Сосема е можно наслагите на човештвото, на човечките преданија, да ја едноставно прекриле едноставната библиска вистина. Приказните се на вистина, почитувани гледачи, пренесувале од генерација на генерација, често без библиска основа или подлога. Израелскиот народ скршнал од патот на вистината. Едноставно, тие се прилагодиле на разните религии и верувања и обичаи на хананејците, како и прифаќањето на филозофското учење или тие филозофски концепти на народите кои ја окупирале нивната земја. Дали е можно и ние тоа да сме го сторили во овој 21 век? Секако, можно е. Да го разгледаме овој запис од 19. век, автор под името Џон Фернис. Тој бил англиски римокатолички свештеник, познат вероучител и верски писател за деца. Тој напишал многу дела. Тој го напишал и ова дело за да ги смири немирните деца во негово време. Дојдете во оваа соба, погледнете, многу е мала, тој рекол. Односно запишал, во средината е девојка која има 18 години. Каква лоша облика таа има на себе. Направена е од оган. На главата ова девојка носи шешир од оган. Тоја притиска низината глава од сите страни. Се вовлекол во кожата на девојката. Ја гори главата која се печи. Црвен и јак пламен продира во мозокот. Девојката таму за секогаш ќе гори и ќе се пржи на оганот.
таа на прстите ги брои миговите кои полека поминуваат, а секој миг изгледа како 1000 години. Додека ги брои тие мигови, се присетува дека ќе ги брои за секогаш во вечноста во пеколот. Погледнете го овој мал затвор. Во него е дете, млад човек, тој молчи, отчајан е, стои, а неговите очи гораат како запален јаглен. Два друга огна излегуваат од неговите уши. Тешко дише и повремено ја отвара устата, од која излегуваат пламени јазици, односно пламен оган. Слушајте, се слуша звук сличен на вриење на чајник. Дали тоа навистина врие чајник? Не. А што е тогаш? Два клуча во вените на детето. Мозокот му врие во главата. Коските му гораат. Прашајте го зошто е ставен на такво мачење. Одговорете му дека додека бил жив, крвта му вриела да прави грешни работи на оваа земја во својот живот. Почитувани, драги пријатели, во Библијата немаме такви приказни. Ако во Библијата барате таков живописен опис на судбината на грешниците, ќе се разочарате, ќе барате в залуд. Во Библијата секако не постојат такви обширни и морбидни записи за мачењето на деца. Всушност, во Библијата пишува дека Исус бил посебно наклонет и ги сакал децата. Тој ги зимал во прегратки. Сепак провејува онаа прашање, зарем сепак Библијата не учи дека грешниците се одредени за оган? Да, вистина е дека таа кажува што ќе се случи на крајот од светот. Огнот според Библијата е сосема реален и Библијата тоа не го замолчнува. И кој што не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Пишува апостол Јован во Откровение 20 глава 15 стих. Ете, некои велат, еве, овој текст јасно зборува и го спомнува огнот, дека сепак ќе се мачат и ќе горат во оган. Според мислењето на некои христијани, тоа е факт. Меѓутоа, почитувани гледачи, ова тврдење од Откровение е кратко и не вклучува многу детали. Ќе се сложите, верувам со мене, дека е потребно многу машта за да се стигне до описот на Џон Фернис во неговата книга. Овој библиски стих само ни кажува дека непокајаните, грешници, оние чии имења не се наоѓаат во книгата на животот, еден ден ќе бидат фрлени во огненото езеро. Читајте ја Библијата, почитувани пријатели, и ќе се самите уверите. Во христијанството навистина постојат многу различни мислења и бројни теми, но факт е дека луѓето не ја читат целата Библија или читат само текстови или поедини делови. Изгледа да сме многу вешти во изградбата на ставовите врз основа на еден или на два стиха. Иако, ако ја земеме целата Библија, ќе добиеме комплетна слика кога е во прашање вечниот оган. Во овој миг можеме да кажеме дека идејата за огнот на грешниците навистина е присутна, таа идеја во Библијата. Меѓутоа, да се запрашаме дали целокупната библиска слика е во склоп со приказните кои се уште од детството ги паметиме или се пренесуваат од старите кон помладите. Дали навистина Бог е така окрутен и тиранин кој вечно ги мачи луѓето кои не се сложиле со него или не се служуваат со него. Или пак, почитувани пријатели, Божите писатели зборуваат нешто друго за Божиот карактер. Одговорот секако бара малку да истражуваме во Светото писмо во Библијата. Тоа е како сложувалка од разни коцки. Секој писател ни дава информации од своја страна. Треба да ги собереме сите делови за да добиеме една јасна слика за оваа тема или по ова прашање одговор. Бог преку својот збор ни ја соопштил вистината за ова тема. Веќе спомнавме досега дека во Библијата, во Светото писмо, навистина го наоѓаме
огнот за грешниците. Тоа е факт. Повеќето цртени филмови денеска зборуваат за огнот за грешниците, каде што гјаволот и паднатите ангели со вила ги дочекуваат грешниците. Меѓутоа, драги гледачи, такво нешто не наоѓаме во Библијата. Светото писмо не вели дека Бог е таков. Библијата зборува за Бога дека е полн со љубов, но Библијата вели и нешто друго. Дека еден ден грешните ќе бидат изгубени, дека ќе бидат фрлени заедно во тоа огнено езеро со паднатите ангели со ѓаволот. Еве да читаме текст. Тогаш ќе им каже на оние што се од левата страна: одете од мене проклети во вечен оган, приготвен за ѓаволот и неговите ангели. Матеј 25 глава 41 стих. Не била Божја намера, почитувани, грешните да завршат во оган на уништувањето. Огнот првенствено бил наменет за паднатите ангели и за ѓаволот, но таму ќе се најдат и оние, ако продолжат во својот грешен живот, ако се бунат против Бога, и тие ќе се најдат таму. Ќе завршиме сите во огнот на уништување ако го следиме ѓаволот. Овој оган погрешно го нарекуваме пекол. Постепено, после многу векови, зборот пекол се нашол едноставно во главното учење за задгробниот живот и станало место, престој на грешните, мртви, превземено од тие религии или од религијата на хананејците, со додаток на свирепо вечно мачење. Прва асоциација на зборот пекол подразбира огнен подземен свет, каде што владеат демоните. За хананејците поимот Шеол означува царство на духовите во кои владеат боговите на подземјето. За евреите зборот Шеол едноставно представува гроб, дупка. Во преводот на Даничич и Кареджич зборот пекол се појавува повеќе од 50 пати во Библијата. Во современите преводи, веројатно поради тоа, преведувачите почнале да сваќаат, да разбираат дека зборот пекол може да ги збуни луѓето, односно читателите на Библијата, бидејќи може да ги насочи кон погрешно разбирање на зборот Шеол, односно гроб. Шеол, Хадес и Гехена постојат три главни термини кои се преведуваат како зборот пекол. Еден од еврејскиот Стар Завет, а другите два од грчкиот новозаветен текст. Прво, да го прогледнеме зборот Шеол. За старите евреи, Шеол едноставно значи гроб. Опишувајќи ја Божјата сеприсутност, Давид вели во својот текст: Господи, Господи, силно на моето спасение, сила на моето спасение, ти кој во денот на битката ја засилни главата моја. Не предавај ме, Господи, на грешникот против мојата желба. Не давај да постигнат што е намислија својата мисла за да се возгордиат. Псалом 139, 7 и 8. Давид овде вели дека ќе го помилува Господа и нема да се пржи во вечни маки на огнот. Секако не. Тоа е бесмислено и невозможно. Тоа не е Давидова молитва. Бог изјавил дека Давид е човек според неговото срце, па не би очекувал така некој близок со Бога да заврши на место за вечно мачење и уништување. Во овој стих, почитувани, Давид го користи зборот Шеол во еврејскиот јазик, гроб со кој сака да каже дека Бог никогаш нема да го напушти, па дури кога ќе легне во гробот, во Шеол. Секако ова е во склоп со сликата која се користи во целата Библија, во целото Свето писмо. Смртта е сон, гробот е постела. Во 16-тиот псалом Давид пророчки ја најавува Христовата смрт и воскресение. А тие негови зборови апостол Петар ги цитира во своите списи, односно во својата проповед. Оти ти нема да ми ја оставиш душата моја во пеколот, во Шеол, нито пак светецот твој да види распаѓање. Псалом 16:10.
Во современите преводи, како и во некои други преводи на Библијата, задржан е оригиналниот текст, односно збор, бидејќи нема својата душа да ја оставиш во Шеол, во гроб, ниту пак ќе дозволиш да твојот верен се распадне. Исус секако дословно, почитувани гледачи, го исполнил овој пророчки стих. Не останал за секојаш во гробот, туку Исус воскреснал. Второ, зборот Хадес. Грчко разбирање за Хадес било слично како и кај хананејците за Шеол, а тоа било подземен свет на мртвите духови кои се простирал до реката Стикс. Меѓутоа, кога новозаветните писатели го користат овој збор, тој обично значи гроб. Имаме такво очигледен пример во Дела на апостолите, каде што апостол Петар го цитира Псалам 16. Меѓутоа, овој стих е напишан на грчки јазик, па наместо да се користи еврејскиот збор Шеол, односно гроб, се користи грчкиот збор Хадес. Еве да го цитираме текстот. Зашто ти нема да ја оставиш душата моја во ад, ниту пак ќе дозволиш твојот праведник да види распагање. Дела 2 глава 27 стих. Број 3 Гехена. Во новозаветниот текст се користи и грчкиот збор Гехена, кој често пати се преведува како пекол. Овој збор е изведен од зборовите Гехином, а кај нас преведене како долина Еном, што бил и назив на самата долина според Ерусалим, која служила како место за одложување на ѓубре. Како што е случај, почитувани гледачи, и денес со многу депони за ѓубре во нашето обкружување. Кога израелците биле најодалечени од Бога и кога ги прифатиле тие незнабожечки ритуали за верување во тој свет, едноставно почнале да ги принесуваат своите деца на богот Молох. Еве да читаме текст од Библијата. Ахаз беше на 20 години кога стана цар и царуваше во Ерусалим 16 години. И тој него вршеше угодното во очите Господови, како што правеше таткото негов Давид. Тој одеше по патот на израелските цареви и дури направи излеани кипови на вавилонците. И тој кадеше во долината на Еномовите синови и го протеруваше низ оган синовите своји, подржувајќи ги гнасотиите на оние народи, кои што Господ ги прогони пред лицето на Израелевите синови. Втора Дневникова, 28 глава, од 1 до 3 стих. Според тоа, почитувани, во Гехена, односно во долината Еном, еврејски Гихином, ги палеле и човечките тела. Меѓутоа, тоа не било место за мачење на луѓе. Наместо тоа, Гехена било место за палење на отпадоци, на ѓубре. До сега, почитувани, откривме дека огнот на пеколот е сосема реален и дека е наменет за паднатите ангели и за ѓаволот. Но и многу луѓе таму ќе завршат. Зошто? Затоа што биле во побуна против Бога. Тие одбрале да го следат ѓаволот се до неговата пропаст. Секако, почитувани, тој настан ќе се случи во иднина. Библијата не учи дека непокајените луѓе, штом ќе умрат, продолжуваат во некоја свесна форма да постојат. Таа учи дека како и мртвите, едноставно мртвите праведни и мртвите грешни спијат во гробовите. Значи, Библијата не учи такво нешто дека тие заминуваат некаде и дека се мачат и во оган и се пражат. Конечно и можеби најасна слика за крајот и за состојбата на мртвите наоѓаме во Матеј 13 глава од 24 до 30 стих. И друга парабола им кажа, велејки, Царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Но кога спија, луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу житото какол, па си отиде, замина. А кога израсна растението и донесе плод, тогаш се појави и каколот.
И кога дојдоа слугите, настопанот му рекоа: Господаре, нели добро семе посеа на нивата своја? Од каде сега пак овој какол во неа? А тој им рече: човек непријател го направи тоа. Слугите му рекоа: сакаш ли да отидеме и да го исплевиме каколот? Но тој им рече: не, да не би корнејки го каколот, да искорнете заедно со него и жито, оставете го нека расте, и едното и другото заедно. До жетвата, а по жетвата ќе им кажам на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови, за да изгори, а житото приберете го во мојата житница или во амбарот. Многу поуки од овој извештај можеме да извлечеме, почитувани. Учениците го запрашали Исуса, а тој им одговорил со едноставни зборови. И рече Исус: сејачот на доброто семе е Синот човечки. Нивата е овој свет. Доброто семе, тоа се синовите на царството, а каколот, тоа се синовите на лукавиот. Тоа се синовите на непријателот, пак што го посеја е ѓаволот, жетвата е свршетокот на светот, а жетварите се Божите ангели. И така, како што се собира плевата и се гори во оган, така ќе биде и при крајот, при свршетокот на овој свет. Ќе испрати Синот човечки своји ангели и ќе ги соберат сите соблазни од неговото царство. И оние што вршат незаконски дела, ќе ги фрлат во жарена печка. Тамо ќе биде плач и крцкање со заби. Тогаш праведниците ќе светнаат како сонце во царството на нивниот Отец. Кој има уши да слуша, нека чуе. Исус овде, почитувани, не остава простор за погрешно тумачење. Жетвата ќе се случи кон крајот на светот, кога ќе дојде конечно раздвојување на праведниците од грешниците. До тогаш тие ќе бидат заедно во светот, односно нивата, каде што сатаната го пореметил првобитниот Божи план за оваа земја. На крајот, значи, Синот човечки ќе ги одвои ове две групи, а грешниците конечно ќе бидат во оганот. Ова значи дека сега, во овој миг, никој не се наоѓа горе на небото во пеколниот оган или некој да биде во рајот. Ако сте загрижени денеска дека некој од вашите најблиски сега се мачи во пеколниот оган, бидете спокојни, почитувани гледачи. Тие се во гробот. Таму нема размислување, нема маки, нема болки или било што свесно размислување. Огнот нема да гори пред второто Христово доаѓање. Што има и смисол, секако, бидејќи конечната плата не се дава пред тоа. Еве го текстот. И еве ќе дојдам скоро, и од платата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Откровение, 22 глава, 12 стих. Ова е крајот за едни, но за други еден нов почеток со Христа. Во која група ние ќе се најдеме, зависи секако од нашата денешна одлука. Библијата е многу јасна, почитувани пријатели. Таа е јасна по прашањето за задгробниот живот. Наше да се одлучиме денес да бидеме на страната на вистината, на страната на Бога. Како ќе се живее во тој нов свет, што ни го опишува Светото писмо, како ќе изгледа, имаме ли шанси да бидеме и ние дел од еден нов почеток, од еден нов свет. Затоа, почитувани гледачи, повеќе ќе кажеме на овие прашања, за овие прашања во наредната и во последната емисија од оваа серија Каде после смртта. Следете не, а до тогаш довидување и секое добро од Господа. Пријатно.